Американскиот председател Доналд Трамп на Твитер му заблагодари на Дан Коутс, кој на 15 август треба да ја напушти функцијата на која беше 2 години, кои пак бе одбележени со несогласување со Трамп. Коутс дури им откри на обвинителите дека Трамп му побарал јавно да негира каква било врска меѓу Русија и неговиот изборен штаб за време на американските председателски избори. Тоа предизвика подлабоки поделби меѓу председателот и владините разузнавачки агенции. Трамп е скептичен во врска со американската разузнавачка заедница, откако таа заклучи дека Русија се вмешала во председателските избори во 2016 година со цел тој да биде избран. Јавните, а понекогаш и лични несогласувања на Коутс со Трамп околу политиката и разузнавањето не беа ограничени само на руското мешање во изборите, туку и околу нуклеарните капацитети на Северна Кореја. Во јануари Коутс изјави во Конгресот дека е малку веројатно Северна Кореја да се откаже од незиното нуклеарно оружје, спротивставувајќи се и на изјавата на Трамп дека Пјонкјанг повеќе не представува закана. Коутс исто така им рече на конгресмените дека Иран продолжил да се придржува кон нуклеарниот договор што Трамп го напушти. Следниот ден Трамп на Твитер се жалеше на пасивни и наивни американски разузнавачки лидери, што укажуваат дека треба да се вратат на училиште. Поранешниот републикански сенатор од Индијана, Коутс, беше назначен за директор на Националната разузнавачка служба во март 2017 година, станувајќи петото лице на оваа функција воспоставена по терористичките напади на 11 септември 2001 година за надгледување и координација на 17 разузнавачки агенции. Трамп соопшти дека на местото на Коутс ќе го номинира Џон Ратклиф, републиканец од Тексас. Ратклиф, кој е член на комитетите на представничкиот дом за разузнавачките служби и за правосудството, силно го бранеше Трамп во средата на сведочењето на поранешниот специјален советник Роберт Мулер за неговата 2-годишна истрага за руските изборни активности. Шансите за потврда на кандидатурата на Ратклиф во Сенатот за сега не се јасни.